Во Македонија денес се одбележуваат 113 години од Илинденското востание и 72 години од првото заседание на АСНОМ. По повод денешниот празник, пратениците во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски и Трајче Димков упатија честитки до граѓаните. Тие се два светли празници, два светли датуми во македонската историја и во создавањето на самобитноста на Република Македонија. Во тоа име, од мое име и од име на Собранието на Република Македонија, на сите граѓани им го честитам денешниот голем македонски национален празник. Исто така и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип на сите граѓани на општина Штип им го честита државниот и национален празник Илинден. Денешниот ден е символот на македонската борба за самостојна и независна држава, преточен преку двата Илиндена, Крушево 1903 година и Асном 1944 година, кои се двата столба на независноста на Република Македонија. Прославувањето на двата Илиндена е прославување на стремежот и идеалите на генерации македонци преточени во нивната борба за слободна Македонија. Денес ние го чествуваме нивното дело, но ја носиме и одговорноста да ја продолжиме борбата. Овој пат борба за просперитетна и европска Македонија. Стои во честитката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. И истокот денес ги чествуваше двата Илиндена. Спомениците кои сведочат за хероите од Штип и Делчево, кои својот живот го дале за слободна Македонија, денес ги посетија бројни делегации кои им оддадоа достојна почит и положија свежи цвеќиња. Двата Илиндена денес се чествува и во градот Подисарот. Од Штип потекнуваат голем број на револуционери, народни херои, кои својот живот го дале за самостојна и суверена Македонија. Идејата за сопствена држава ја започнале илинденците пред 113 години, кога на денешен ден ја создале првата република на Балканот, Крушевската република. Односно создадената Крушевска република имаше краток век, само 10 дена, но тоа одекна во целиот свет. Светската јавност дозна дека тука на овој простор живи македонски народ, дека тоа не се ни срби, ни бугари, нити покрстени елини. Османлиските војски за кратко време ја задушија републиката, но духот на револуционерите, Гоце Делчев, Никола Карев, Даме Груев, Пито Гулев, Јане Сандацки и други, не може со ништо да се заглуши. За одбожување храбрата борба на Пито Гули и неговата чета, за одбрана на републиката, дури тие што ги погубија им оддадоа достоинствен почет. Во 1944 година на првото заседание на АСНОМ, кога е формиран првиот президиум, која представувала првата македонска влада, повторно се удрени темелите за сопствена држава. Заседанието на АСНОМ представува потврда за постигнатите политички цели, а истовремено и повик за општа мобилизација на македонскиот народ и народности за конечна победа и за истерување на окупаторите. Најзначените два датуми во македонската историја се Илинден 903 и Илинден 1944. Денешните генерации се тие кои треба да продолжат храбро и одлучно по патот кој го започнале нашите предци. Денешните генерации мора да знаеме дека ако за време на Илинденското востание, за време на Втората светска војна, јасно, ние пишувавме историјата и ние создаваме историјата, не сме да ни се повтори. Сега други да ни ја прават историјата, други да ни ја пишуваат, а ние само да се подпишуваме. По повод одбележувањето на 2 август, делегација од општина Штип, армијата на Република Македонија, пратениците во Собранието на Република Македонија и представници од општинската организација Сојуз на борци Штип, политички партии и институции од Штип, положија свежо цвеќе пред алејата на народните херои, пред релјефот на Гоце Делчев во Ново село и спомениците на загинатите борци во село Долани и село Драгоево. Освен во Штип, двата Илиндена се празнува и во Делчево, каде делегација од општина Делчево, представници од Советот, политички партии, општински институции и здруженија на граѓани положија свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци и пред споменикот на Гоце Делчев во новиот град